Денеска православната црква ги празнува Светиот Сава архиепископ српски, Светиот Илари епископ поатиски и Светата Нина просветителката на Грузија. Светиот Сава архиепископ српски, сине на Стефана Немања големиот српски жупан, роден во 1169 година. Како младич копнел по духовниот живот заради што избегал во Светагора. Таму се замонашил и со ретка ревност го поминал целиот подвижнички устав. Немања го следел примерот на синот, па и тој дошол во Светагора, каде што се замонашил и умрел како монах Симеон. Сава ја издействувал кај царот и патриархот независноста на српската црква и постанал прв архиепископ српски. Заедно со својот татко го подигнале манастирот Хиландар, а потоа и многу други манастири, цркви и училишта по српската земја. На два пати патувал на поклонение по светињите во светата земја. Ги мирел своите браќа кои се карале за власт, ги мирел србите со нивните соседи и создавајќи ја српската црква, ја создавал и српската држава и култура. Внесувал мир помеѓу сите балкански народи и работел за доброто на сите, заради што бил и почитуван и сакан од сите балканци. На српскиот народ тој му дал христијанска душа, која не пропаднала со пропаста на српската држава. Починал во Трново за време на царот Асен, разболувајќи се по Божјата служба на богојавление, на 12 јануари 1236 година. Неговото тело кралот Владислав го пренел во Мислешево, откаде што синам Паша го кренал и запалил на Врачар во Белград на 27 април 1595 година. Tenena, tenena, terirerem, tenena, tenenanem, terirerem, teririrerem, teririrerem, tenena, tenena.
светиот Илари епископ Поатиски. Жесток борец против Ариевата ерес на запад, многу пострадал заради одбраната на православието. Напишал повеќе списи, од кои најважен му е списот за Светата Тројца. Се упокоил во Господа во 362 година. Светата Нина, просветителка на Грузија. Роднина на светиот великомаченик Ѓорги и на Јувенал, патриарх Ерусалимски. Откако таткои и мајка и благородници кападокиски се самонашиле, и таа била воспитувана под раководство на патриархот Јувенал, кога слушнала за грузискиот народ, девицата Нина уште од мала сакала да појде во Грузија и да ги покрсти грузијците. Неизе и се јавила Пресвета Богородица и ветила дека ќе ја одведе во таа земја. Кога Господ и го отворил патот, младата Нина навистина отишла во Грузија, каде што за кусо време стекнала голема љубов од народот. Успеала да го покрсти грузискиот цар Миријан, неговата сопруга Нина и нивниот син Бекар, кои потоа со ревност ја помагале мисионерската работа на Нина. Нина успеала за време на својот живот да ја помине целата Грузија и главно да го преведе целиот народ во Христовата вера. И тоа токму во времето на страшните гонења на христијаните од страна на царот Диоклецијан. Се одморила од својот голем труд и се упокоила во Господа во 355 година. Гробот и се наоѓа на Самтаврискиот храм. Правела многу чуда и во животот и по смртта. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочную и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Tebe